Благодарам. Почитуван господин председател Минов, почитувани колеги пратеници, почитувана колежка Шахпаска. Тука сме повторно до нов и нов ребаланс до владата на СДСМ и Зоран Заев со неговите 28 министри. И граѓаните на Македонија оправдано ги интересира што ќе биде направено со нивните пари. Многу малку. Почитувана колежка Шахпаска, ние имаме влада која што ги троши убедливо најголемите буџети во историјата на Македонија. Нема друга влада 28 години, 30 години назад која што исцедила повеќе пари од оваа влада на Зоран Заев. Имаме буџети од 3,5 милиарди евра, историски најголеми. Досега оваа влада сума сумарум која ќе се соберат сите буџети, сите години, сите ставки има потрошено околу 10 милиарди евра. Што е направено за тоа? Што е направено со повеќе од 10 милиарди евра кои што се потрошени, изарчени, а една шајка не е закована и една бандера не е направена? Апсолутно ништо. Ќе одам со бројки. Одам со капиталните расходи. Значи, во делот на капиталните расходи, колешка Шахпаска и ви јас ќе се согласиме дека е поминато 2/3 од годината, заклучно со август, 31 август, 2/3 од годината. Треба да имаме реализација на капитални инвестиции од 67%. Имате реализација на капитални инвестиции од 28%. Најмалку во историјата, 70 години наназад. Значи, во буџетот сте алоцирале 420 милиони евра дека ќе потрошите за капитални инвестиции. Колку имате потрошено сега? 120 милиони. Значи, требало да потрошите уште еднаш. До сега, според вашите ставки, според вашата динамика, според вашите бројки, вашите министри требало до сега да потрошат некаде 280 до 300 милиони евра. Потрошени се 120. Што значи тоа? Нема проекти. Тоа значи дека не ги бива во министерствата, агенциите, дирекциите и целата она композиција од 28 министри. Ќе прочитам неколку бројки, почитувана Шахпаска, за да знаете колку пари во делот на капитални инвестиции некои други влади потрошиле. Конкретно, 2013 година било потрошено, реализацијата било 82%. 82%. 2014 84%. 84%. 2015 84%, 2016 година имате 76%, затоа што пола година се молевме да одиме на избори, па го распуштавме собранието, па не може да се распишат тендери и така натаму и така натаму. Значи и во таа година, каде што 3 пати одложувавме избори, еднаш во април, еднаш во јуни, еднаш во декември, кога ни велевте дека има 600.000 фантоми, па вашиот директор на Завод за статистика пред 5 дена кажа нема ни еден фантом. Значи, во таа година имаше реализација на капитални инвестиции 76%. Вие сега имате на 2/3 од година 28%, може би ако имате под наводници успеси, ќе дојдете до 38 или 40%. И паѓаме на 2018 година на 48%. Првично сте предвиделе некаде околу 300 милиони евра, за заклучно со крајот на годината да дојдете некаде на околу 150-160 милиони евра. Тоа е катастрофа. Никогаш немало помалку. Значи, Шахпаска, не можете тоа да го демантирате. Во делот на капиталните инвестиции имате фиаско. Имате фиаско 2018 година, 2019. Политичка одговорност нема. Политичката одговорност се сведе само на тоа да Драган Тевдовски се замине. Тој е единствениот разрешен министер и никој друг. Кога сме кај тоа, Шахпаска, исто така би сакал да ве потсетам дека пред 5 дена вашата влада, министерката за финансии Нина Ангеловска, потпиша договор за кредит, за долг, за заборчување од 13 милиони евра со кои што вели ќе се прават патарини во Македонија. Па јас ве прашувам вас, зошто кога веќе не ги трошите капиталните инвестиции, не направите обична пренамена? Обична пренамена и парите кои што вашите институции, вашите директори требало да ги направат за капитални инвестиции, да направиме патарини без да се заборчуваме. Ако може за внимание, колешка. Значи, сакам директно да ве прашам. Еве Шахпаска.
согласно вашата динамика во буџетот сегашен за 2019 година. Требавте да имате досега потрошено 300 милиони евра за капитални инвестиции. Тоа значи училишта, болници, патишта и така натаму и така натаму, она што директно ги интересира граѓаните. Сега, од тие 300 милиони, ви имате историски најлошо и најмалце потрошени 120 милиони, зашто нема проекти. Значи 180 милиони ви останале. На 180 милиони евро останати, кои што ви лебдат во воздух. Вие пред 5 дена се задолжувате и заборчувате за изградба на нови патарини 13 милиони евра. Тоа е неодговорно. Ке плаќаме камати, ке плаќаме панали, се задолжуваме. Зошто? Затоа што Министерката за финансии Нина Ангеловска не сакала да направи пренамена со овој ребаланс. И од кога тоа, почитувана Шахпаска, ние заложувањата ги нарекуваме договори? Денес се подпиша договор за ова, договор за ова. Не, се подпиша задолжување, се подпишаа кредити. Кога сме веќе кај тие заложувања, ние имаме јавен долг. Во првата половина на 2019 година долгот ни е зголемен за 600 милиони евра. Значи секој граѓанин на Македонија кој што не гледа, секој од дете од 1 месец до дедо од 80 години е задолжен со 300 евра само оваа година повеќе. 18.000 денари. Ако го префрлите тоа на вработени во државата, доаѓаме дека секој вработен треба да врати 1000 евра повеќе од вашите заложувања. Значи, вие картицата на граѓаните и оние кои што работат, кои што се продуктивниот дел од населението, сте им го зголемиле долгот за 1000 евра само оваа година. И плюс на тоа иде таксиметарот со камати. Понатаму, почитувана Шахпаска, зошто немате денар повеќе во делот на борба за почист воздух? На тоа ќе потрошите некаде околу 600-700 илјади евра. Само по основа Шахпаска на дополнителна акциза за дизелот, вие исцедувате од граѓаните народот 30 милиони евра. Секој граѓанин на Македонија, поради вашите поголеми давачки, поради вашата акциза на Зоран Заев, дава 3,5 денари повеќе по литар. Тука е таа хипокризија каде што од народот ќе исцедите 30 милиони евра годишно и минатата година, и ова, и следната, и така натаму, а за почист воздух вкупно ќе им потрошите на луѓе 0,5-0,6 милиони евра. И тоа ви го вели коалицијата, и тоа ви го, не, 1,5 милиони е за сите загадувања и за сите градови, а само за Скопје ќе потрошите многу помалце, каде што е најголем проблемот. Имате голем проблем исто така и во Тетово, во Куманово ништо не е направено, Струмица, Битола и уште 3-4 најзагадени градови. Имате најголемите загадувања. Велите екологија, ние имаме помор на риби пред 4 дена во Вардар. Еден ден откако Кочо Ањушев беше таму. Кочо Ањушев беше таму да промовира, не знам, економска активност, утре имаме помор на риби каков што сме немале со години, децении во Вардар. Понатаму, почитувана Шахпаска, имаме ситуација во која што јавниот долг ни е дојден на 5,3 милиарди евра, најголем во историјата на Македонија. Никогаш сме немале поголем долг. Никогаш немало влада која што била позаборчена. Никогаш сме немале помали инвестиции. 2019 година, од минатата година имате пад на инвестиции 84%. Метеор да ја погодеше Македонија, немаше да имаме пад на инвестиции од 84%. Резултат, инвестиции по жител, по глава на жител. Инвестиции во првите 6 месеци во Србија 255 евра по глава на жител, во Бугарија 40 евра, но ти имаат големи дознаки од европските фондови, а Македонија 23 евра. Уште една Шахпаска, значи внимавајте. Србија 255 евра инвестиции по жител, Македонија 23 евра. Затоа нема нова фабрика во Берово, и Берово се пусти и празни. Затоа нема фабрика во Источна Македонија, нема во Западна Македонија, нема во Скопје, нема никаде. Ако блескаме, кажете ми еден град во Македонија кој што ќе речете блеска. Може ли било кој пратеник да ми каже да, ние блескаме во Струмица заради таа фабрика, тој погон, тој проект? Не може да се каже. Дали блескаме во Прилеп поради тоа и тоа?
Не може да се каже. Дали блескаме во Битола, каде што во широк сокак сега имаме празни дуќани, пола дуќани се празни или велат се издаваат или се продаваат? Дали блескаме во Тетово? Дали блескаме во Куманово, што е најголема општина? Никаде не блескаме. Кажете ми еден град, почитувани колеги од СДСМ, еден град, една општина, каде што под наводници блескаме, а да е нешто направено. Не може никаде. Не може Македонија да блеска ако нема една општина која што блеска. Понатаму, во делот на буџетот, во делот на буџетот Шахпаска, имаме апсолутно паѓање во делот на капиталните инвестиции во здравството. Клинички центар во Скопје и клинички центар во Штип ги намалувате ставките од 583 милиони денари на 204 милиони денари. Значи намалувањето ви од 9,4 милиони евра на 3,3. 3 пати помалку. А во вашава програма, почитувана Шахпаска, тука во оваа програма за живот во Македонија, во планот 24 на страна 253 сте напишале во првите 2 години ќе изградиме современ и функционален универзитетски клинички центар во Скопје. Требало да биде готов, а не ви е почнат. Во вашата програма, која што Заев ја промовираше, велите во Битола ќе започнеме со изградба на клинички центар во Битола. Шахпаска, вие доаѓате од Битола. Абер нема од клинички центар во Битола. Кога сме веќе кај клиничкиот центар, јас би сакал мислите со здравството и да и следново ќе ви го кажам. На Македонија и се заканува плячка на столетието од Филипче и неговите пајташи. Оваа држава имаше потпишан договор со Банка на Советот на Европа. Банка на Советот на Европа да се заврши клиничкиот центар за 90 милиони евра. Со камата од 0,6%. 0,6%. Сега комерцијалните банки велат, браво, супер, ќе ви дадеме 500 милиони евра, ама нема каматата да биде 0,6%, ќе биде 3%. А после тоа како терате и со анекси, тој клинички центар ќе дојде и до милиарда. Да се завршам мислата. Почитувана колешка Шахпаска, она што го направивте со патот Кичево Охрид, каде што Сугаревски потпиша анекс без тендер од 180 милиони евра. Од 180 милиони евра потпиша без тендер анекс на договор. Тоа ќе се случува и со клиничкиот центар. Тоа е лакрдијата во која што живееме. За да резимирам, почитувани присутни, од тие причини и ради вакви буџети, ради овие немања на инвестиции, ради овие ребаланси со кои што ништо не се прави, еден куп ставки се намалуваат, имав да набројам 20 ставки кои што се намалуваат тука, од тие причини имаме невидено иселување и екзодус од Македонија. Дојдовме до тоа да имаме 180.000 ученици во основно образование. Откако сте на власт, имате 1000 наставници повеќе, а 10.000 ученици помалце. Тоа е ситуацијата во која што се наоѓаме. Задолжувања, нема инвестиции, трошење, нема капитални инвестиции, нема развој. Апсолутно нема развој. Благодарам. Контрреплика.